Звонење на камбани, духовност, молитва и радост. Осветувањето на црквата Свети Константин и Елена во срцето на Скопје одбележано како историски момент за градот. Импресивни фрески, импозантен иконостас, светол мермерен под и огромен кристален лустер, сето тоа дополнето со златни детали. Со изградбата на овој храм се надминавме себе си и ова ново светилиште, нов скопски, се македонски и се православен храм убавец е радост за сите сетила. И со него добивме уште едно место во кое земјата се среќава со небото и во кое временото постанува вечност, порача архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, кој го изврши осветувањето во сослужение со бројни архиереи од Македонската православна црква Охридска архиепископија. Овој нов молитвен дом, изграден во спомен и во замена на бројните храмови, кои што биле разурнати од некогашните и новерни, другородни и неверни власти, нека биде уште еден сведок дека нашиот благочестив народ продолжува да биде црквоградител и дека нашата Македонија продолжува да биде земја храм, земја манастир и земја крст. Архиепископот Охридски и македонски им порача на верниците да бидат луѓе во кои верата никогаш нема да згасне. Севишниот Бог нека ни дава сили достојно да го славиме во ова ново светилиште, та постојано растејќи во верата, се повеќе да се преобразуваме во храмови на духот, да бидеме луѓе црквољупци и крстолјупци, родолјупци и човеколјупци, да бидеме луѓе во кои верата изобилува, во кои надежта никогаш не згаснува и во кои љубовта царува. Голем број граѓани присуствуваа на свечениот чин. Неа крие радоста што по повеќе од една деценија црквата ги отвара вратите за христијанските верници. Многу убаво. Ова не е супер, да ти кажам, за нас. Ви се допаѓа како изработено? Многу убаво. Требаше веќе да се отвори. Конечно, дочекавме тоа. Ми се допаѓа црквата и одлично е направена, добро е фреско писана, меѓутоа треба да се посвети внимание и на старите цркви кои се доста оштетени и треба да се реновираат. Ќе посетуваме у комшилук ни е, обавезно. Ви се допаѓа како е направена? Прекрасна, сполјашно, внатре не можеме да влеземе се уште. Да, многу го направени камеријата, многу направена црквата и редно беше да се освети црквата и стварно мислам дека и во центар ни треба вакво нешто. Мислам каде се собираат сите верници. На осветувањето присутни беа премиерот и владини представници, како и од опозицијата. Инвеститори на црквата се Македонската православна црква Охридска архиепископија и фондацијата Свети цар Константин. Фамилијата Костовски, со чија помош се догради храмот, добија орден Свети Климент Охридски од прв ред. Црквата Свети Константин и Елена почна да се гради во ноември 2012, а во 2013 година тогашниот градоначалник на општина Центар Андреј Жерновски ја стопираше изградбата на храмот, што беше проследено и со протести. Завршувањето на црквата беше интензивирано лани и по една година храмот го доби конечниот изглед и е втора по големина црква во Скопје, зад соборниот храм. Во неа ќе може да се извршуваат и венчавки и крштевки, како и сите останати верски обреди.